Полна судница, редовно рочиште, еден обвинет не достига. Сашо Мјалков останал во Струга во затворот каде што ја одлежува затворската казна. Затворската управа тврди дека не добиле барање за спровод за денешната расправа за предметот Титаник 2. Кривичниот суд во Скопје го демантира затворот со документот кој го испратиле на 13 овој месец. Судијата Огнен Ставрев уредно ја покажа повратницата дека затворот во Струга го примил барањето за спровод на 14.12.2022 за обвинетиот Сашо Мијалков. Затворот во Струга има примено наредба за спровод на обвинетиот на денешната дата. Директорот на затворот во Струга Валјон Кјуља негира дека има добиено ново барање, последното им е доставено за рочиште на 12 декември, но по излегувањето на официјалниот документ од судот, Кјула не одговара на понатамошните прашања. Во утврдување на вистината се впушти и управата за извршување на санкции и нареди во реден надзор со цел да се утврди фактичката состојба поради која обвинетиот Сашо Мијалков денеска не е спроведен од затворот Струга на судење за случајот Титаник 2. Ке се утврдува одговорност и ќе бидат санкционирани сите кои направиле пропусти, намерни или ненамерни. За извршениот вонреден надзор јавноста ќе биде дополнително информирана. За предметот се отвораат дополнителни прашања со оглед дека единственото кривично дело на Мјалково Титаник 2 застарува за околу 4 месеци и потоа не може да биде гонет. Кривичниот суд во 2019 година го осуди поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков за примање награда за противзаконито влијание. Во декември истата година апелациониот суд ја укина пресудата поради суштествени повреди на постапката и случајот го врати на повторено судење. Не стивнуваат и скандалите со судениците во затворот во Струга. Според извештајот на Хелсиншки комитет, нивните им се обидел да оствари посета во овој затвор за условите во кои престојуваат осудениците. Иако побарале, добиле одговор дека во две соби нема пристап затоа што обвинетите со себе ги носеле клучевите од собите кога заминувале на работа. Во својот извештај Хелсиншкиот комитет не наведува имиња за чии соби станува збор. Телма дознава дека се работи за соби на високо профилирани затвореници, а оваа пракса се провлекувала подолг период.